почитуван председателе, почитувани членови на комисијата, почитуван заменик министар. Во овој дел ќе земам слобода да ја спојам расправата по амандманите кои што ви ги дадовме како писмени под реден број 5 и 6, затоа што станува збор за ист член, практично за членот 32, во интерес на времето. Расправата ќе биде споена во едно, ако министерот смета дека треба да ја прифати само еден од предложените ставови, дали ставот 2 или ставот 3, ќе гласаме посебно, меѓутоа во интерес на времето ќе поединечно ако може. Ред може и поединечно. Најпрво во членот 32 ставот 2 се менува и гласи: извештајот од ставот 1 на овој член содржи податоци за пристигнати барања, отфрлени и одбиени барања со наведени причини, донесени одлуки и износ на паричен надоместок на Комисијата за утврдување на паричен надоместок на жртви од кривично дело со насилство и за исплатените средства за таа намена според прописите од областа на заштита на личните податоци, спроведување на членот 31 од овој закон и детали за изработените материјали. Да и биде појасно на јавноста, членот 32 се однесува на годишен извештај за работата на комисијата. Односно, комисијата за својата работа најдоцна до месец мај во тековната година доставува годишен извештај до владата на Република Македонија за разгледување. Она кое што е предвидено во текстот на предлагачот, практично на Министерството за правда, е дека извештајот од ставот 1 на овој член содржи, внимавајте, податоци за донесени одлуки и износ на паричен надоместок на Комисијата за утврдување на паричен надоместок на жртви од кривично дело со насилство и за исплатените средства за таа намена, според прописите за областа за заштита на лични податоци. Она кое што практично ние го предлагаме е покрај податоци за донесени одлуки и износ на паричен надоместок да содржи и податоци за пристигнати барања, отфрлени и одбиени барања со наведени причини. Затоа што според извештајот на овој начин на кој што е предвидено, ќе имате само бројка на донесени одлуки и износ на паричен надоместок и притоа нема оној кој што ќе го разгледа извештајот нема да има можноста да знае колкав процент од пристигнатите барања се прифатени, односно се донесени одлуки. Поради тоа бараме во соодветниот извештај споменат во ставот 1 да бидат и податоци за пристигнатите барања, отфрлени и одбиени барања со наведени причини. На тој начин и оној кој што ќе го разгледува годишниот извештај за работа на комисијата, практично во членот 32 тоа е владата на Република Македонија, и практично министр ќе има увид во тоа колку пристигнале, колку од нив се прифатени и така натаму, односно ќе има малку подетална слика и подетален увид. Односно, овој амандман се предлага само со цел поголема транспарентност во работата на комисијата, односно поголем број на податоци да бидат вклучени во годишниот извештај. Ви благодарам.